Денеска ја продолжувам постапката во врска со незаконското следење, преслушување од страна на Агенцијата за национална безбедност во рамките на досието Атлантик. Директорот на Агенцијата за национална безбедност во рокот од 30 дена не одговори на моето барање да даде известување за собирањето на тајни податоци. Исто така и второстепениот управен орган не се произнесе по жалбата во рок од 30 дена да Агенцијата за национална безбедност ги достави потребните податоци. Затоа денеска поднесов тужба до Управниот суд, со која што ја продолжувам постапката, бидејќи Управниот суд има овластување согласно законот за управни спорови, поточно членот 60, ставот 2, да одлучи со своја одлука доколку јавниот орган, во случајот Агенцијата за национална безбедност, не донесе управен акт во рокот предвиден со законот. Да потсетам дека тајното преслушување и следење е преземано од 2018 година, кога Единствена Македонија го предводеше блокот Македонија бойкотира, во кој се здружија 84 организации, партијата Единствена Македонија и 83 здруженија од земјата и странство. Тогаш, знаете, јавноста, ние 7 месеци водехме битка за референдумот и против промена на името и уставот на државата. Затоа, денеска ја поднесувам тужбата до Управниот суд со цел да продолжи оваа постапка и да дојде до целосно расчистување на овој скандал со незаконското следење и преслушување спрема мене, бидејќи од досието Атлантик се гледа дека спрема мене се преземани 3 оперативно-технички средства: тајна контрола на телефон, тајно аудио и визуелно снимање и тајно следење и наблюдување. Исто така, да потсетам дека паралелно имав преписка и со францускиот председател Емануел Макрон, кој го информирав дека треба да се одбие агреманот за новиот амбасадор во Париз, кој на предлог на владата треба да биде токму директорот на Агенцијата за национална безбедност. Во ова мое писмено обраќање до Макрон целосно се дадени причините зашто треба да се одбие овој агреман. По повратната комуникација од господинот Макрон известен сум дека барањето е дадено во работа во неговиот кабинет на соодветен државен советник и по него сега се постапува. Како и да е, очекувам сега од Управниот суд да ја расчисти оваа злоупотреба на тајната полиција. Јас само можам да ветам дека ова ќе го истерам до крај, и тоа не заради мене, туку за сите граѓани во Република Македонија, бидејќи недозволиво е тајната полиција да врши следење и преслушување на политичките неистомисленици на власта. Ви благодарам.